ВМРО ДПМН на прес изнесува дека во овие 365 дена ги градат темелите на економијата и дека времето на Македонија доправа доаѓа. Социјалдемократите од друга страна изнесува дека ВМРО поради вратоглавиот пат на рейтингот подготвуваат злоупотреби со личните карти пред локалните избори. Во оваа прва година наш главен фокус и приоритет беше економијата, која се базира на факти, долгорочни политики и јасна визија за иднината. Кога ја презедовме одговорноста, наследивме економија во пат, со висока инфлација, зголемен јавен долг и демотивирана деловна заедница. Денес состојбата е поинаква. Економијата почна да заздравува и да се стабилизира. Инфлацијата е ставена под контрола, изнесува околу 3%. Обезбедивме финансиска поддршка од 500 милиони евра, 250 милиони евра за домашните компании и 250 милиони евра за општините. Непосредно пред локалните избори, во време кога рейтингот на ВМРО ДПМН е вртоглаво паѓа, а довербата во институциите е сериозно нарушена, МВР тајно започнала процес за нов систем за издавање на лични карти. Последните јавно достапни информации говорат дека веќе е ангажирана фирма без било какво искуство во оваа област. Замислете, досега правела студии за отпад и стадиони. Сега треба да направи студија за систем со највисок степен на доверливост, издавање на лични карти и пасоши. Понатаму, во тендерската документација не се бара безбедносен сертификат за лицата кои ќе имаат пристап до податоците, што е крајно сомнително и крајно несоодветно.